Во студио се префрламе токму тука, со оглед на тоа дека имаме сега следни содржини кои ќе ги најавиме. Анастасија Богдановска, нашата прекрасна колешка од информативната редакција, и прекрасни дами имаме ова утро. Имавме помлади дами, сега повозрасни дами. Марија Митева, портпарол на ВМРО ДПМНЕ. Анастасија, ќе оставам добро утро и добре ни дојде. Ќе оставам на тебе само да ја најавиме темата и ќе продолжиме со разговорот. Добро утро и од мене и до вас, дами во студиото, и до гледачите кои што утрово се со нас. Една од најактуелните теми дефинитивно овие неколку дена извештај од на Европската комисија за напредокот, или ако бидеме реални ќе кажеме за стагнацијата на Македонија во однос на европската интеграција. По ова ќе биде една од клучните теми кои што со соговорничката ќе ги разговараме. Ја најавивме темата. Александра Илиевска, моето презиме Анастасија го имаш. Илиевска. Анастасија Илиевска, моето презиме сега го имаш. Да, ја најавивме темата, знаеме за што ќе разговараат Анастасија и Марија, така да вие останете со нас. Кратки рекламни пораки, се враќаме повторно назад во студиото. И јас сам уште еднаш, почитувани, ќе потсетам. Анастасија Илиевска, нашата колешка од информативната редакција, ќе разговара со Марија Митева, портпарол на ВМРО ДПМНЕ. Темата ја најавивме. Анастасија, повели. Така е. Извештај на Европската комисија е извештај кој што секоја година го добиваме за тоа како е напредокот на Македонија во однос на европската патот кон европската интеграција. Годинава секаде сите наши соседни земји, шефовите на држави, на влади го примија извештајот, за разлика од кај нас тоа не се случи. Премиерот Димитар Ковачевски не беше тој кој што го прими извештајот и не одржа заедничка пресконференција со амбасадорот Дейвид Гир. Како можеле ова да го прокоментираме? Па, на почеток ќе кажам дека од еден премиер како Ковачевски и една власт како оваа на СДС и ДУИ, мене ова ми е очекувано. Тие немаат храброст да се соочат со реалноста, затоа што извештајот на Европската комисија за 2023 година за напредокот на Македонија е одраз на реалноста. Покажува дека Македонија е земја која што стагнира. Извештаен период на Европската комисија од 2022 до 2023 година. Цела година Македонија има стагнација, нема напредок во клучните реформи кои што се потребни за Македонија да биде земја членка во Европската унија. Ние постојано слушаме дека власта е Европски фронт, ние постојано слушаме дека тие се најголемите европејци во Македонија, но на крај потврдата дојде, еве веќе пред неколку дена, и беше констатирано дека оваа власт е заглавена во криминал и корупција и со оваа власт не можеме да очекуваме никаков напредок. Замислете, премиерот на државата се измислува некој настан, чисто да не биде тука, да не го прими извештајот, затоа што верувам дека немаат храброст пред се да се соочат со граѓаните, да ја кажат вистината. Видовме дека нивната реторика е веќе добро позната, секој друг е виновен, прстот го вперуваат и во опозицијата, но и во останатите општествени чинители, само не во нив, а факт е дека единствени виновници за ваквата состојба исклучиво владата, затоа што не покажа апсолутно никакви резултати за Македонија во однос на интеграција во Европската. Избегнување ли ова е на јавноста, нели избегнување на новинарски прашања поврзани со извештајот? Од една страна може да се протолкува така, но јас не верувам дека тие навистина се занимаваат со тоа како ќе изгледаат пред новинарите, пред медиумите, затоа што и во самиот извештај е констатирано дека нема напредок во слободата на изразување. Јас многу често говорам дека навистина се срамам понекогаш од личностите кои што се на челни позиции во државата во однос на нивното однесување кон новинарите. Ние имавме само во изминативе неколку недели две ситуации кои што навистина беа фрапантни. Едната беше министер вице-премиер кој што напушти пресконференција. Да, колегата Матеја беше тоа. Буквално Алфа е често пати буквално како да им е еден медиум кој што им е буквално јавно кажа дека им е непријателски, што никаде во светот така не се однесува никој со новинарите. Тоа многу зборува за нив. Од една страна велат дека обезбедиле слобода на медиумите, рамноправност и транспарентност во информирањето, меѓутоа ние гледаме сосема спротивна страна, и од друга страна го имаме Ковачевски пред само неколку дена кој што брутално се подсмеваше на прашања на новинар. Така што од една страна срамот кој што го имаат се свесни, меѓутоа не сакаат да се соочат, сакаат да манипулираат јавноста. Јас сум свесна дека граѓаните се навистина исклучително интелигентни и ќе знаат тоа да го поразат на следните избори. Кога еве некој од страна да гледа,
изгледа како да живееме во паралелни, буквално светове, паралелни универзуми, ако може така да се каже, бидејќи слушавме различни реторики. Ова и вие сега го споменавте дека извештајот е реален одраз на состојбите во државата, од друга страна Социјалдемократскиот сојуз вели дека виновникот е токму ВМРО ДПМН. Дали ова е европска вредност кога не се прифаќа реалноста, бидејќи тие се на власт веќе 7 година? Знаете како, јас чисто знам да кажам дека извештајот на Европската комисија за луѓето кои што не живеат овде, кои што сакаат да согледаат состојбата во Македонија, кои што се можеби потенцијални инвеститори, луѓе кои што сакаат да инвестираат или економски да го развиваат својот бизнис во Македонија, представува еден вид на лична карта за Македонија, затоа што таму европските земји членки точно ја скенираат состојбата за тоа каде е Македонија по однос на најклучните прашања од аспект на владење на правото, борбата со корупцијата, судството, па реформите во јавната администрација, слободата на изразување и така натаму. И замислете сега како делува на оние луѓе кои што го гледаат овој извештај, во кој што се вели дека нема апсолутно никаков напредок. Од друга страна, тука се и реформата во институциите, собранието и така натаму. И точно е дека во извештајот пишува за одреден вид на поларизација во собранието, меѓутоа во недостатокот на аргументи кои што власта ги има, тие токму се фаќаат на тоа збор и повторно велат ВМРО ДПМН е виновна за состојбите во собранието. Јас морам да потенцирам дека тоа е само гола реторика. Зошто? Од причина што пратеничката група на ВМРО ДПМН во минатото, целиот овој изминат мандат има поднесено низа закони кои што значеле подобрување на животниот стандард, кои што значеле подобрување на економијата, подобрување на правосудните органи во Македонија, меѓутоа можете вие од собранието да погледнете дека власта нема апсолутно никаков слух ниту да разговара за предлозите кои што ги има ВМРО ДПМН. И од друга страна очекува ВМРО ДПМН како опозиција да биде политичка партија која што без никакви проблеми, без никакви амандмани ќе ги гласа штетните закони кои што власта ги носи. Доколку ние зборуваме за еден закон кој што бил во интерес на граѓаните, а ВМРО ДПМН не го поддржал, еве барам од Социјалдемократскиот сојуз да го каже законот кој што ВМРО ДПМН го блокирала бил во интерес на граѓаните. Такво нешто не постои, напротив сме интервенирале амандмански. Пратеничката група на ВМРО ДПМН во следниве денови сум сигурна дека ќе излезе со конкретна анализа по однос на тоа колку закони, колку предлози поднела, а кој всушност сам себе се блокира во собранието, дали тоа е ВМРО ДПМН или станува збор за власт. Ке останеме малку во собранието и оно што се случува таму. Многу јасно во извештајот е нотирана злоупотребата на европското знаменце. Тоа е нешто кое што и претходно ни беше посочено, а сега веќе е сериозно подвлечено во извештајот. Како сето ова би имало долгорочен ефект, бидејќи тука станува збор кога се употребува европското знаменце за законите за Бехтел и Енка, законите поврзани со марихуаната, законите за хазартните игри. Тоа се закони кои што нема никаква врска со европските вредности. Тоа се закони кои што пред се не се во согласност со европската регулатива и изрично е наведено во извештајот на Европската комисија дека европското знаменце треба да се користи исклучиво за предлог законски решенија кои што ќе се однесуваат на усогласување со европска регулатива. Вие не можете да имате еден договор за инфраструктура кој што е во согласност со некоја законска регулатива или пак закон за игри на среќа кој што е во согласност со европска регулатива. Тоа е класична злоупотреба од страна на власта. Зошто е тоа? Тоа е од единствена причина затоа што нивната цел на сите овие предлог закони во собранието е исклучително да се обезбедат финансиски, односно за криминал и корупција за лични и партиски интереси, а не за интереси на граѓаните. Ќе забележите дека договорот за коридорот 8 и 10D во извештајот е наведен во делот на економските критериуми и особено во делот на јавните набавки, каде што се бара од власта да се воведат нови закони кои што ќе овозможат на да се намали корупцијата, нови антикорупциони мерки
и се разбира, е наведен како пример дека со ваков тип на закон се руши правото на постапките во јавните набавки. Така што ова е одраз на реалноста, ова е одраз на вистината која што ние и граѓаните секојдневно ја живееме. Јас сум сигурна дека власта веќе следната недела, доколку има некој закон кој што ќе биде од нивен интерес или ќе вклучува криминал и корупција, уште следната недела повторно со европско знаменце ќе го поднесе во собранието и покрај тоа што е нотирано во извештајот. Да. Кога станува збор за повторно ќе останеме тука во собранието и она што се случува таму, Маричек вели дека да го смениме уставот, а по пат ќе ги решаваме останатите предизвици. Еве денеска да го смениме уставот, дали ќе се променат другите работи? Директно ќе одговорам, не очекувам дека ќе се променат, ниту очекувам дека останатите земји членки сакаат држава да биде дел од Европската унија која што има ваков извештај. Замислете, зборовите нема напредок и представува особена загриженост за Европската унија се двата клучни збора кои што провајуваат низ извештајот. Јас сум сигурна дека во високо развиените демократски земји каде што вакви состојби се непознати, никој не сака да бидат дел од нивното семејство или пак да представуваат некој проблем на работата на Европската унија. Навистина е жално да слушнете од страна на еден вице-премиер како вели дека уставот е единствената причина, кога од страна на амбасадорот на Европската унија имавме сосема спротивна изјава која што вели дека Само морам да кажам да се надоврзам, Анастасија, ќе ми извиниш, исто и гледачите од пораните утрински часови на оваа тема. Морам да кажам дека повеќе мината кои што се јавија беа премногу изреволтирани од изјавата на Маричич, токму за ова што го зборуваме сега. Ја разбирам револтираноста на граѓаните, затоа што сите ние се чувствуваме фрустрирани при едни такви изјави кои што ги слушаме, од причина што тоа е еден вид на манипулација на граѓаните и подценување на нивната интелигенција. Зошто го говорам тоа? Затоа што кога имате една изјава од страна на амбасадор на Европската унија кој што вели дека имаме зголемување на високата корупција, каде што тие темелни вредности на Европската унија не се испочитувани, а се клучни за Македонија да напредува во евроинтегративниот пат. Од друга страна го имате Маричич кој што вели дека уставот е причината поради која што Македонија не ги започнува преговорите. ВМРО-ДПМН е поднос на тоа прашање многу пати зборувало, ставот останува непроменет. Не цениме дека Македонија треба да продолжи да биде држава преседан во која што постојано ќе се бара од неа да се прават било какви отстапки, да се прават било какви диктати, се со цел да биде дел од Европската унија, затоа што тоа не е вистинскиот пат. Македонија и ВМРО-ДПМН имаат една единствена цела, тоа е Македонија достоинствено, равноправно, како сите останати земји членки, да биде дел од Европската унија. Мора да ја вратиме гордоста и достоинството на Македонија и на граѓаните. Да, ово што го споменавте е клучно, бидејќи ако станува збор за кога гледаме регионалната дипломатија, ќе се постави нормално да се постави прашањето еве и да го смениме уставот и да влезат бугарите во уставот. Дали тоа ќе биде единствената барање кој што понатаму би го имала Бугарија во целиот тој процес? Колку нашата дипломатија потврли во изминатиот период? Не можеме да очекуваме дека Македонија ќе има, би кажала, силна дипломатија или дипломатија со капацитет, од причина што имаме луѓе кои што не си ја сакаат државата вистински, кои што не работат во интересите на Македонија и на незините граѓани. Зошто го говорам ова? Затоа што целокупниот изминат период на власт на СДС-и овие 7 години не е веќе краток временски период за власт. Да. Напротив, е среден кон долг рок на владење. Не покажа никакви резултати дома. По ниту едно прашање. Јас постојано се обидувам да размислувам малку надвор од кутијата и да пробам да најдам барем една реформа или барем еден проект кој што ќе ме асоцира на Социјалдемократскиот сојуз и на власта на СДС-и, меѓутоа јас такво нешто не можам да најдам. Зошто? Затоа што тие се фокусирани на криминалот и корупцијата, тие се фокусирани да ги
инкорпорираат нивните партиски челници на високи позиции само заради тоа што ќе им го чуваат грбот од одговорноста која што секако ќе следи, така го уништија судството, така ја уништија администрацијата, така го спуштија реномето во собранието, се обидуваат да ги направат луѓето апатични, да доведат во ситуација да велат сите се исти, ова навистина веќе нема никаква надеж, се со цел да го намалат поразот на изборите и да останат што подолго на власт за да ги задоволат своите лични интереси. Затоа јас и би апелирала и на сега да говорам дека граѓаните треба да се многу мудри, ќе имаат шанса на следните парламентарни и председателски избори да одберат политичка партија која што знае и умее како да се справи со криминалот и корупцијата и да го врати реномето на Македонија. Тоа е исклучително ВМРО-ДПМН и барам да се обединиме околу таа политичка опција. Кога станува збор за перцептијата што имаат граѓаните, ние сме како телевизија секогаш отворени, контактите емисии се дел од начинот на кој што ги слушаме мислењата на гледачите. Дали им успева таа цел што ја споменавте да ги направат граѓаните апатични или пак што е вашата слика што имате во комуникацијата со граѓаните? И јас можам да заклучам. Или пак можеби им е јасно што се случува веќе ако по првите неколку години поминувала оваа реторика, дали поминува и сега? Што велат вашите? Мислам дека власта веќе нема адути со кои што ќе ги оправда своите постапки. Мислам дека граѓаните веќе се доволно мудри, свесни, како што кажа, веќе 7 години власт можат да препознаат дека реториката и политиката, односно политиканството кое што СДС и ДУИ го имплементираат е нешто кое што ќе замине во историјата. Но ваква криминална власт која што е свесна дека по заминување од власта ќе треба да се соочи пред се со судот на народот, со судот на институциите, кога внатре од институциите ние ќе најдеме уште многу криминал и корупција кои што ги направиле од најниско до највисоко ниво, тие ќе треба да се соочат со одговорност. И кога власта се наоѓа во една таква состојба, тие не верувам дека лесно ќе се предадат или ќе ја препуштат власта и самото избегнување на договор за датум за избори го покажува тоа. Тие чекаат секој час повеќе, секоја недела повеќе, секој ден повеќе да имаат можност да останат на позициите затоа што само така се чувствуваат сигурни. Но ќе направат се да го намалат сопствениот пораз. Видовме ние многу различни ситуации по однос на тоа прашање, многу нивни калкулации, многу заткулисни игри, меѓутоа обединувањето и гласањето за ВМРО-ДПМН како политичка партија, а не за оние мали политички партии кои што ќе се обидат да го раситнат опозицијскиот блок, да земат гласови и од ВМРО-ДПМН и од другите политички партии, ќе ветат све, но сме свесни дека апсолутно освен Facebook статуси, освен сликање на несоодветни локации не можеме да видиме ништо од тие политички партии, така што обединувањето околу политичка партија која што вистински ќе се справи со ова, затоа што сум сигурна дека имаме и капацитет, но имаме и исклучително голема надеж дека Македонија може да биде достоинствено и убаво место за живење, ни треба навистина многу малце само работа и труд и посветеност. Сите го чекаме тој момент каде што буквално ќе се разбудиме со малку повеќе грижи и кога ќе се јавуваат тука кај нас. Да, нема толку многу да бидат поразположени. Да. Би сакала да се задржам на краток еден дел од прашањата на реакциите во јавноста. Поранешната министерка Десковска имаше еден статус, тоа беше во текот на вчерашниот ден, буквално на почетокот од статусот, оно што го пишува е седи кец. А се однесува на самиот извештај на Европската Унија. И го нотира делот поврзан со судството. Јас би сакала овој дел да го прочитам, бидејќи е во нејзиниот статус. Вели вака, како ги споредиме извештаите од 2019 година до денес, можеме да ги прочитаме следните оценки на реформите во судството. Значи, таа веќе многу реално ги донесува она што ние го зборуваме. Во 2019 година добар, во 2020 добар, 2021 одреден напредок, 2022 одреден напредок, а во 2023 нема напредок.
Судството е една од најболните точки, бидејќи не станува збор само за нели кога процесирање на одредени криминали на власта, меѓутоа судството е дел кој што секојдневно и граѓаните нели има и граѓански спорови, значи тоа е нешто што е сериозна црна точка во македонското општество. И тука морам само да се надоврзам, јас се извинувам, меѓутоа кога ги споменуваме гледачите, јас откако сум во контакт со гледачите, ни еден гледач кога сме ја имале темата судство, нема кажано нешто позитивно што се однесува за судството. Сите се разочарани. Тоа се потврдува и се гледа и во анкетите кои што велат дека довербата во судството е навистина фрапантна. Јавно го кажуваат. А и јавно го кажуваат на сите контактни емисии, но и стига и до нас при средбите со граѓаните. Спомнавте поранешни министри од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, не е само професорката Рената Дисковска, таа која што вчера брутално, искрено ја критикуваше работата на власта. Имаше и други министри од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Погледнете ги невладините организации, оние кои што се занимаваат со проблематиката на Европската унија, ќе видите дека кај сите констатацијата е дека ова е најлошиот извештај кој што Македонија го добила од осамостојувањето до денес. И сега ова не го говорам напразно само колку да биде реторика која што ќе нападне власта, туку точно ако ги погледнеме сите извештаи кои што сме ги критикувале, од кои што сме очекувале повеќе, меѓутоа постоела реторика на слаб до умерен напредок во определени сегменти. Дефиницијата во овој извештај, ќе повторам, која што вели Македонија нема напредок во клучните области и Македонија во одредени области буди сериозна загриженост за Европската унија. Е реторика која што многу кажува, која што е многу ригорозна во дипломатскиот речник, која што представува еден показател дека Македонија стагнира, а во одреден дел оди и наназад од она што била само една година претходно. Да, кога станува збор нели за нивната реторика, знаат да бидат доста остри кон опозицијата, меѓутоа и одредени стануваше збор за дали имате одредени притисоци, бидејќи се вршеа одредени, имаше такви ситуации. Вие бевте дел од еден немил настан се, така ли беше? Да. Баш би сакала токму и за тоа што го кажува Анастасија, вие сте една прекрасна дама, тоа морам да го потенцирам и кажам. Благодарам, исто и вие. Благодарам. Со вакво говорење и со вакво зборување, дали предизвикувате револт кај некој што дојде до тој степен да вие демолираат, да кажам, да го демолираат вашиот автомобил? Покрај сите можни големи криминали кои не се откриени, дали за вакви, да кажам, помали, што сепак спаѓа нели во нешто што треба да се превземат конкретни мерки, има ли некоја разрешница воопшто? Пред се сакам да кажам дека ваквите состојби од страна на власта се резултат на нивната слабост. Зошто го говорам ова? Затоа што само еден слаб политичар и само една слаба власт која што нема апсолутно никакви реформи може да се служи со вакви методи и да мисли или да се надава дека ваквите методи ќе вродат со еден ефект кој што тие го очекуваат, да се повлечеме и да не зборуваме. Не само јас, туку и останатите мои сопартици кои што биле дел од едни вакви немили случувања за кои што навистина пред се будат вознемираност. Јас од тоа ниту го кријам, ниту на почетокот не го кажав, меѓутоа сметам дека кога ќе помине онаа вознемираност, кога ќе се соочите дека власта не превзема апсолутно никакви мерки за да се расчистат тие случаи. Значи немаме ништо од тоа. Апсолутно нема ништо, ниту некаква истрага, ниту некој ме повика дополнително за било каква информација. Значи останато се случи и буквално ништо не е превземено. Апсолутно ништо не е превземено. Свесна сум дека власта не е загрижена за безбедноста на граѓаните. Тоа се проверува, тоа е уште еден дел од извештајот кој што е нотиран, а се однесува на безбедност на државата, кој што се разбира и таму немаме напредок, но власта ќе биде силно поразена од граѓаните затоа што ваквите методи не само кај мене, но верувам дека кај граѓаните будат мотив ова да не се случува и да имаме вистинска демократија и да го подобриме животниот стандард на граѓаните. Граѓаните не се чувствуваат безбедни во својата држава, што е едно од најлошите чувства. И навистина загрижува што ништо веќе не е направено понозно. Тоа за крај имаме чинам уште неколку. Само мислам дека уште 2 минутки или 1 минутка да искористиме. Изборите слушнавме и од председателот на собранието различни
различна реторика, понос на избори, можни датуми. Како гледате на тоа? Председателот на Собранието во заменување на својот мандат почнува да се однесува како надвор од политиката, како да не е дел од највисокото раководство на ДУИ, па вели дека доколку партиите не се договорат, тој ќе даде датум. Се разбира дека тоа е само една изјава која што председателот на Собранието ја употребил за да се извади некој наслов во медиуми. Сигурна сум дека без разлика кога и да се случат изборите, свесни сме дека Ковачевски, Артан Груби, Маричич и Османи нема да сакаат да бидат избори што поскоро, напротив, ќе гледаат тоа да го пролонгираат, но сум сигурна дека граѓаните ќе одлучат многу мудро, дека заедно со ВМРО ДПМН ќе ја поразиме оваа ненародна власт пред се, но и криминална и коруптивна власт која што навистина ни нанесе многу штета во секојдневието и во изминативе години. Да се надеваме на подобро утро, ја секогаш така завршувам. После сите овие разговори кога ќе ги слушам, само тоа велам, да се надеваме сите заедно на подобро утре. И можеме да го смениме, така. Марија, благодарам многу за денешното учество. Се надевам за скоро време со некои други малку по-различни теми од ова со негативни извештаи. Јас ви благодарам на поканата. Најнегативниот извештај кажува, и тоа само ќе напоменам накратко пред да се одјавам, што е столбот на општеството. Извештајот во Европската комисија нагласува итната потреба во реформи во образованието во Македонија. Клучните препораки остануваат непроменети и таму. Благодарам уште еднаш Марија, Анастасија.